вторник, 30 октомври, го гледате најновото издание на регионалните вести. 4 лица се повредени во сообраќајна незгода која денес се случи на локалниот пат кој ги поврзува тетовските села Джепчиште и Требош. Една од сопатничките пренесена е на скопските клиники. Инаку во 9 месеци од годинава евидентирани се 865 сообраќајни незгоди. Сообраќајна незгода со 4 повредени се случи денес на локалниот пат кој ги поврзува тетовските села Джепчиште и Требош. Во неа со тешки телесни повреди се здобиле двајцата возачи учесници во несреќата и една сопатничка. Друга сопатничка по окажаната медицинска помош во клиничкиот центар Тетово пренесена е на скопските клиники. Несреќата се случила напладне околу 12 часот, а во неја учествувале возилата Kia Carnival и Golf. Поради увидот на лице место, сообраќајот на овој патен правец бил во прекин околу 2 часа. Инаку секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со сообраќајно-контролните активности на подрачјето со цел побезбеден сообраќај. Во 9 месеци од годинава на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово спроведени, односно реализирани се близу 700 акциски и засилени сообраќајни контроли. Во нив вкупно откриени се 20.518 различни видови прекршоци, од кои 12.335 во Тетово и 8.183 во Гостивар. Откриените прекршоци законски санкционирани се со 8.478 прекршочни и 12.040 мандатни платни налози, додека на 3.033 прекршители впишани им се негативни бодови. За констатирани прекршоци во овој период изготвени се и 9.729 барања за поведување на прекршочна постапка, од кои 4.394 во Тетово и 5.335 во Гостивар. Најчести прекршоци во изминатите 9 месеци, а во кои вкупно биле инволвирани 9.729 сторители, се неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, недржење страна, првенство, управување без возачка дозвола, истечена регистрација, алкохол и така натаму. Во периодот за кој станува збор регистрирани се 865 сообраќајни несреќи. Меѓу активностите, секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со откривање и законско санкционирање на погрешно паркираните возила, пред се во централното подрачје на Тетово. Полициските службеници на СВР Тетово само во текот на вчерашниот ден откриле и соодветно санкционирале 27 ваков вид прекршоци, што напомена дека глобите за нив се движат од 45 до 180 евра во денарска противвредност, зависно од тоа каде се оставени возилата. До возачите се апелира да не практикуваат двојно паркирање, без разлика колку планираат да се задржат, зашто ќе се соочат со законски предвидените санкции. Марихуана е пронајдена кај малолетници од 14 и 17 години во Тетово. Полицискиот билтен бележи семејно насилство во село Лешок. Полицајци нашле марихуана кај малолетници вчера вечер околу 21 часот на улица Димогавровски кара во Тетово. Според информациите на СВР Тетово, тогаш се забележани 4 лица, од кои едното веднаш избегало, а другите 3 останале. При проверка извршена од полициските службеници утврдено е дека станува збор за малолетници на возраст од 14 и 17 години, во чија непосредна близина пронајдена е марихуана, која во меѓувреме ја фрлило едното од нив. Малолетниците доведени се во полициската станица Тетово и се расчистува случајот, информира СВР Тетово. Од полицискиот билтен информација за семејно насилство во тетовското село Лешок. Именонастанот е пријавен вчера од страна на 53 годишна жена врз која било извршено насилство од сопругот, инаку 50 годишен. Пријавениот лишен е од слобода и задржан во полициската станица Тетово. Во текот на вчерашниот ден приведен е и 40 годишен гостиварец кој бил осуден на 3 годишна затворска казна за сторено кривично дело за пуштање и малтретирање на малолетно лице. По приведувањето и задржувањето реализирани со судска наредба, предаден е во Тетовскиот затвор за издржување на затворската казна. Советот на општина Брвеница денес ја одржа 13-тата седница. По предлог на еден од советниците, Советот ќе разгледа одлуката да се додели парична донација на болно девојче од село Долно Седларце, како и одлуката општината да субвенционира автобуска линија за жителите на Стенче и Волковија.
На 13-тата седница Советот на општина Брвеница денес разгледа и усвои 3 точки од дневниот ред. Со одлука на советниците, товарно возило во собственост на општината преминува во собственост на комуналното предпријатие. Днеска Советот на општина Брвеница ќе одржи 13-та седница, поред на кој за дневен ред се 3 точки. Првата точка е усвојување на записникот од претходната 12-та седница и како втора точка е разгледување и усвојување на квартален извештај од 1.7. до 39.2018 година. Точно да видиме во овој тромесечен извештај што е постигнато, дали општината се полека раздолжува или се задолжува. Така да има подобрување во финансискиот дел, така да полека постепено општината оди во позитив. И како трета точка е носење на одлука за отстапување на моторно возило кој е моментално собственост на општина Брвеница, се префрла, обрано се отстапува на собственост на јавното комунално предпријатие. Зошто е вака, сигурно представникот од општината ќе ни појасни и советниците ќе видат дали ова одлука ќе донесат или ќе отфрлат како неоснована. По предлог на еден од советниците, Советот на општина Брвеница ќе разгледа одлуката да додели парична донација за лекување на девојче од село Долно Седларце, како и одлуката општината да субвенционира автобуска линија за жителите на Стенче и Волковија. Во Гостивар профункционира информативен центар за помош и поддршка на лица со посебни потреби. Проектот го реализира Сдруженијето Заедно можеме. За помош, поддршка, консултација и совети лицата со посебни потреби од поширокиот гостиварски регион од сега ќе може да се обраќаат во посебен информативен центар. Канцеларијата за оваа намена ја отвори Сдруженијето за лица со посебни потреби Заедно можеме од Гостивар, а се наоѓа во објектот на јавното предпријатие Комуналец. Инфоцентарот стои на услуга на граѓаните од општините Гостивар, Врапчиште и од Маврово Ростуше. Канцеларијата е отворена као информативен центар за состаноци, за реализање на проекти и се надеваме на таму че имаме и соработка со другите државните институции за да бидеме поблиску на тие лица ваше се со посебни потреби, вработување, школување, гледаме дека има многу дискриминација. На отворањето на инфоцентарот присуствуваа представници од локални, општински и државни установи, граѓани и родители на деца со посебни потреби. Салија најави дека следен проект што планираат да го реализираат, ако е голема потреба за родителите, е центар за децата со церебрална парализа. Представници на локалните граѓански здруженија и представници на неколку локални самоуправи денес на заедничка средба дадоа повратна информација за спроведување на транспарентност при доделување на средства од буџетот на општините. Проектот на Институтот за развој на заедницата Силни граѓански организации за позитивни социјални промени ќе трае до средина на следната година. Сдружение Институт за развој на заедницата во рамките на своите програмски активности во рамките на проектот Силни граѓански организации за позитивни социјални промени денес организира еден регионален настан на кој што се поканети представници на Сдруженија на граѓани, представници на локална самоуправа од општините Тетово, Боговиње, Македонски Брод и општина Јагуновце, со цел да информира за текот на активностите кои што се организираат во рамките на проектот, за методологијата која што беше испратена и предложена на усвојување до општинската администрација и за информација за малите грантови кои што беа дистрибуирани во рамките на проектот. Во текот на имплементацијата на овој проект беа организирани серија на обуки настани за зајакнување на капацитети.
на кој што учествуваа и представници на локална самоуправа и на граѓански раздруженија. Како што споменав, беше доделена финансиска поддршка за одредени проекти кои што сметавме дека како проект се совпаѓа со целите и приоритетите на проектот кој што ги имавме поставено, тоа е зголемување на учеството на граѓаните во процесот на донесување на одлуки. И како што споменав претходно, беше изработена и предложена методологија упатена до советите на општините на усвојување, со која што ќе се зголеми транспарентноста на доделување на финансиски средства од буџетот на општините. Проектот трае до 30 јуни 2019 година и за сите активности кои што следат понатаму ќе информираме дополнително. Обвинителството испитува зошто Иванов не ги подпишал законот за јазиците и договорот од Преспа. Постапувајќи по две анонимни кривични пријави во врска со неподпишувањето на законот за јазиците и договорот од Преспа, основното јавно обвинителство Скопје постапува во предистражна постапка во насока на проверка на наводите во пријавите. Со таа цел веќе се собрани податоци и информации од Собранието на Република Македонија и од Кабинетот на председателот на Република Македонија за тоа кога се донесени одлуките во законодавниот дом, односно дали и од кои причини не се подпишани од страна на председателот. Пратеничката Даниела Рангелова поднесе оставка од функцијата председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ, зашто, како што вели, не може да биде дел од раководството кое ја изолира партијата. Таа останува пратеничка. Вчера пратеникот Драган Данев рече дека веќе нема да биде координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ. Предходно од партијата беа исклучени пратениците кои гласаа за почеток на постапката за уставните измени во согласност со договорот од Преспа, но и други видни членови и поранешни функционери, како доскорешниот партиски подпредседател Митко Јанчев, кој е градоначалник на Кавадарци, поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков и поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Во објавата на оставката Рангелова пишува дека се повлекува поради очигледните несогласувања со политиките на раководството на ВМРО ДПМНЕ. Рангелова е обвинета во случајот насилство во центар на СЈО. Таа е една од членовите на ВМРО ДПМНЕ кои излегоа да гласаат на референдумот на 30 септември, за разлика од најголем дел од раководството и членовите на оваа партија кои го бойкотираа гласањето. Рангелова гласаше против почеток на постапката за уставни измени и пратеничката Лилјана Затуровска си поднесе оставка од Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ. Денес имавме променливо облачно и ветровито време, со повеќе сончеви периоди. Попладне имаше локални врнежи од дожд. Минималните утрински температури се движеа од 1 до 7, а максималните од 10 до 17 степени. И утре ќе имаме дождливо време, особено во попладневните часови, кога интензитетот на врнежите ќе се зголемува. Минималните утрински температури ќе се движат од 2 до 9, а максималните од 12 до 18 степени Целзиусови. Регионалните вести завршуваат овде. Благодарам што ги следевте. Пријатно.